Синдикатот ја изгуби довербата. Работниците се помалку веруваат во организацијата која постои за да ги брани нивните интереси. Затоа што не си ја вршат работата кој што треба. Синдикатот не е како што беше до сега. Не. Затоа што некој работел у Македонка и цела Македонија тоа се знаеше што е синдикат. Стоеше зад правото на работниците. А сега не. Кажаното се потврдува и со бројки. Од некогашните 23.000 синдикални членови во регионот, сега нивниот број е околу 15.000. Во проценти тоа е пат од 35 на 24. Зошто работниците немаат вера во синдикатот? Голем број на анкети, голем број на истражувања укажува дека работниците најмногу се жалат на тоа влијание. Дали било тоа политичко од страна на политичките партии, дали било тоа од работодавачите кои што имаат една силна спрега врз синдикатите, сето тоа е нешто негативно што би ги терало и ги тера работниците да се откажуваат од синдикатот. Работничките права беа тема и на трибина на СДСМ. Што и како според нив во оваа сфера треба да се менува, тие кажаа конкретно. За граѓаните кои што имаат професии кои што им се ризични, за нив понудуваме посебни мерки на заштита и велиме дека ќе се усогласи нивото на ризик на професијата со годините на стаж. Кога зборуваме за активни мерки за вработување, тие треба да се однесуваат на категории кои што се тешко вработливи и на тоа стоиме. Сите останати треба да се вклучени на пазар на труд со друг тип на мерки, а тоа е вклучување на образованието или креирање на образование кој што ќе не донесе до работа, што во Македонија во суштина и не постои. Оние кои што се спомнав, социјално исклучени, тие ќе имаат посебни стимулативни или активни мерки, кои што ќе се однесуваат не на работодавачите, туку на работниците. На ниво на регион има околу 65.000 вработени, од нив околу 50.000 работат во приватниот сектор и живеат со просечна плата од околу 200 до 250 евра. Податок кој сам по себе доволно кажува како живее обичниот работник на истокот.